колега Джафери, колеги пратеници, колега Стевананджија, во вашиот говор, кој внимателно го следев, еве сега добив шанса да ви реплицирам, го спомнавте Блаже Конески, а претходната пратеничка овдека исто така. Само да ве подсетам, Блаже Конески има една многу голема мисла. За информација на сите. Името ни е многу големо, вели, ќе повтат да ни го земат. Вие го земате. Колега Стевананджија, зборувавте за експертска јавност, зошто нема? Што мислите, зошто нема? Затоа што е криминален и шверцерски закон. Ама Људмил Спасов кажал дека има потреба. Еден, и тоа е добро. Европска дипломати немало. Па што им е важно? Тие не се во дел од реформите. Не е важно, значи дали се крши уставот и законите. Важно е дека тие се реформи. Зборувавте овдека за стенограмите на неколку од овие луѓе кои пред извесен период кажувале против за овој закон. Па кога Социјалдемократскиот сојуз си имал принцип да опстане или да отстои на она што го кажал? Никогаш. Па до пред извесен период колегата Тунте велеше тиранска платформа немат. Ама еве има. Ама еве има. И сега, тоа беше основа и овој дел, сега нели законов за јазици, за да се формира вештачки парламентарно мнозинство. И да не убедуваат дека ова овде сега било потребно. Никој од нив, еве ги овде од десна страна, еден по еден се откажуваат. Никој нема овде да дебатира. Ќе го парафразирам колега Стевананджија Чехов. Дебата мора да има. Потребна е. И ако нема дебата, тогаш ништо не треба да има. А тие бегаат од дебата. Да објаснат пред граѓаните, бидејќи 60 и кусур насто го сакале овој закон, зошто го сакаат? Која е потребата? За едно граѓанско општество. Што сега немаме ние граѓанско општество? Едно граѓанско општество за сите. Што сега немаме за сите ние граѓанско општество? Го споредуваат законот од 2011. А самите велат дека исто било. Еми ако е исто, зошто имаме потреба од менување на тој закон? Баш као што не е уставен. И колега Стевананджија за на крај. Овде имав прилика да чујам неколку излагања во контекст како одбрана на ова, нели? Дека овој закон со членот 22 таму предвидува страшни казни ако не се знаат. Ако граѓаните го сакаат овој закон, зошто им се казните? Казни нема потреба ако го сакаат. И на крајот, кога со овој закон и со многуте такви од нив, вие им ја одземате слободата на граѓаните или ги терате да се откажат, настапува тиранија, колега Стевананджија. Ви благодарам.